Инфаркт за Вршница имаше дербито во втората македонска футсал лига помеѓу Кочани и Цико Стојаково. Со гол во последната секунда од надпреварот што го постигна Маринковиќ, фудбалерот за чиј ангажман неодамна се бореше и Осогово, лидерот на табелата се спаси од пораз во Кочани. Ударот од 20 на метри преку нозете на неколку фудбалери заврши во мрежата на дотогаш сигурниот Данев. Кочанскиот второлигаш со фантастичен камбек успеа да го сврте резултатот во своја полза со серија од 3:0, откако гостите отидоа на 3:1 на средина од второто полувреме. Клучка на пресвратот беше исклучувањето на капитенот на гостите, откако поради два жолти картона заради исто толку груби стартови, судијата Манасиев на еден од најконстантните фудбалери на Цико, Лазов, му го покажа патот кон соблекувалните. Тоа домакините знаеа да го искористат и од негатива од два гола по лошите воведни 10 минути во второто полувреме отидоа на +1. Се течеше според планот, домашните успеваа да одолеат на налетите на лидерот кој последните неколку минути во нападот играше со маркер и од неколкуте полушанси успеа да ја материализира последната. 8 фудбалери се запишаа во листата на стрелците, по четворица во двете екипи. Петров во 14-та, Цветков во 32-та, Нанев во 34-та и Лјупчо Коцевски во 37-та минута за Кочани, Улишев во 10-та, Стојков во 23-та, Павлов во 30-та и Маринковиќ во 40-та за Цико. Надпреварот помина во тензична атмосфера. Гостинската клупа неколку пати реагираше на записничката маса. Судиите имаа тешка задача, а забелешки на нивни одлуки неколку пати имаа и од таборот на домакините. И со овој резултат, Кочани останува во игра за една од 4 позиции што евентуално водат во првата македонска футсал лига, покрај обезбедениот пласман во осмина финалето од купот. Кочанци, како и на сите досегашни надпревари, ја имаа поддршката од трибините. Салата во основното училиште Никола Карев, особено по првото полувреме, беше исполнета речиси до последно место.